Благодарам, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, министре за транспорт и врски, господине Сугаревски, јас со жалење можам да констатирам две работи кои што се клучни за овој предлог закон кои што доаѓаат од владата на Зоран Заев. А тоа е прво, дека за време на претходната влада на ВМРО ДПМН, која што вие ја обвинувавте за што се не, овој автопат Кичево-Охрид чинеше 380 милиони евра. Овој автопат на Зоран Заев, на Горан Сугаревски и на Љупчо Ањушев чини повеќе од 600 милиони евра. Драги македонски граѓани, тоа е се што треба да знаете. Значи, претходната влада на ВМРО ДПМН, заедно со претходниот премиер на ВМРО ДПМН, со министерот за транспорт и врски од редовите на ВМРО ДПМН, со подпредседателот на владата од ВМРО ДПМН, претходниот пат чинеше 380 милиони евра, а автопатот на Горан Сугаревски, на Кочо Ањушев и на Зоран Заев, како и на Вице Заев, чини 600 милиони евра. И ние сега тука дискутираме за четвртиот анекс. Внимавајте, четвртиот анекс на овој автопат. Она што исто така забележително и она што македонската јавност треба да го знае е дека претходните 180 милиони евра беа потрошени без тендер. Внимавајте, ако било која државна институција треба да набави, не знам, училиште треба да набави школски клупи, ако некоја општина треба да набави сообраќајни знаци, ако некое училиште треба да набави ужинка за учениците, треба да распише тендер. Без разлика дали е тоа 5000 евра, 6000 евра, 7000 евра или 10.000 евра. Но само во владата на Зоран Заев, само во законите кои што ги носат Зоран Заев, Горан Сугаревски, Кочо Ањушев и Вице Заев, 180 милиони евра се трошат без тендер. И тоа е се што треба да знаете за оваа влада. И не само што оваа влада, почитувани присутни, ги тера работиве без тендер, не само што оди на четврти анекс за овој автопат, не само што цената е отидена од 380 милиони евра на 600 милиони евра, туку пробиени се и сите можни рокови за изградба на овие автопати. Што овие автопати што прво треба да бидат готови 2017-18, па 2019, па 2020, ева 2020 година дојде, абер нема да се пушти патот Кичево-Охрид. Па внимавајте, оваа влада неспособна на Зоран Заев и неговите министри 2 години требаше да стави знаци, требаше само знаци да стават на патот Штип-Скопје, 2 години тоа го тера. Ограда за животни не можеа да стават 2 години. Кога ги отвара автопат доле, готов, Демиркапија Смоквица го отвара со чочек. Што е, почитувани присутни, што е максималното достигнување на оваа влада? Максималното достигнување на оваа влада е, внимавајте, пред недела дена, 2 договор, не е тоа ни камен темелник, значи не е тоа лопата. Тоа е договор за автопат Блаце-Скопје, ама не 16 километри, не 10 километри, ма не е ни 5 километри, не е ни 4 километри, не е ни 3 километри, 2 километри. Браво, Сугаревски, 4 години мандат, 2 километри, подпишавте договор. Афери. Па еден сантиметар дневно да градевте, до сега ќе направевте 3 метра пат. 1 метар дневно да направевте, тие 2 километра до сега ќе ви беа готови. 1 метар дневно да правевте.
Па сме немале почитувани присутни понеспособна влада. Вие, Сугаревски, не бевте тука затоа што беше некоја друга точка на дневен ред. Ја би го читав од март 2018 година. Зоран Заев вели 2018 стартуваме со Чебрен и Галиште. Да, е на 25 март 2018 година. Абер нема. Дек е било 220 милиони евра, дек е било 400 милиони евра, дек е било јавно, приватно, па македонски буџет, партнерство, па вака, вонака и така натаму. И што е резултатот од тоа, Сугаревски? Една шајка не е закована, една бандера не е направена. Апсолутно. Еве ви, почитувани присутни, па не така одамна, пред 15 месеци, тука беше донесен во овој парламент третиот анекс на договор за изградба на автопатот со изведувачот, применувајќи истата постапка, како и во случајот со претходните анекси, а после тоа одите сега и со нов анекс. Јабер нема патот да се изгради. Така што моето прашање до вас, Сугаревски, е кога веќе конечно ќе се изгради тој автопат Кичево-Скопје? До сега 100 пати требаше да биде готов. Се извинувам, лапсус лингва, кога ќе се направи тој автопат Охрид-Кичево? Абер нема. Друго, господине Сугаревски, еве, за среќа доаѓаме до крај на вашето владење, завршува мандатот, 4-та година терате. Сакам да ве прашам, што е со вашава програма за живот? 1% немате реализирано од ова. Овде имате само едно големо, долго, лажливо писмо на намери на Зоран Заев, од кое што буквално ништо не е реализирано. Ова не е ни писмо на намери, така е, Димовски, ова е писмо на лаги. Едно големо, на 200 страници писмо на лаги. Еве ќе ви прочитам неколку работи, Сугаревски, кои што вие, вашата партија, сте напишале дека ќе ги направите. И тоа по изборни единици, со мапи. Еве вие страна 190. Сте напишале, Сугаревски, велите патишта, Скопје, Блаце, граница со Косово. Е, до кај ви е тоа, Сугаревски? Подпишавте договор за 2 километри. Ама абер немате од експроприација. Таму имате да експроприате 60 најмалку договори, плюс треба да има проектирање и така натаму и така натаму. Понеспособна гарнитура од оваа немало. Само анекси. Понатаму велите: реконструкција на патот Драчево, Стојаничани, Зелениково. 11 октомври фабрика Раде Кончар. Велите: изградба на нова сообраќајница за поврзување на општина Кисела Вода со аеродром. Целосна изградба на пат Сопиште, Усија, булевар Борис Трајковски. До изградба и реконструкција на регионалниот пат Македонски Брод Скопје. Поврзување на матка директно со автопат Скопје Тетово. Што од ова е направено, Сугаревски? Ништо. За железници минатиот пат ви кажав, друг пат ќе збориме повторно. Изборна единица 2. Велите рехабилитација, ова претходно ви прочитам. Изградба на регионален пат Матејче Липково. Еве имаме тука пратеници кои што се движат таму. До кај е тоа, колеги? Абер нема. Велите источен крак, Романовце, Крива Паланка, граница со Бугарија. До кај ви експресниот пат? Требаше веќе да возиме 2020 година. Понатаму, во трета изборна единица, страна 192, велите следниве патишта: Велес, Прилеп, Битола, Меджитлија. Имате ли една шајка закована на овој пат? 1 метар дали имате направено? Значи велите патишта, господјо Шахбаска, еве го. Страна 192, втора точка. Патишта со болт, фонд 15. Велес, Прилеп, Битола, Меджитлија. 0, 0, ништо. Понатаму, Штип, Кочани, Делчево. Кочани, Делчево, Заев велеше трета лента ќе се гради. Кочани, Пробиштип. Крива Паланка, Македонска каменица. До кај ви е Крива Паланка, Македонска каменица, господин Сугаревски? Требало готов да биде. И така натаму.
Пароли, мапи, лаги, лажења, анекси, договори, реализација. Ви благодарам.